збор за барање за автентично толкување заради сериозни проблеми во високото образование околу ова прашање и кое што се однесува на прашањето за избор во звање на високообразовните институции во Република Македонија. Барањето за автентичното толкување беше навистина многу оправдано, бидејќи со измените кои што се донесени во Законот за високо образование во 2018 година, во членот 174, поточно став 7, е останата една недореченост, која што остава простор за различни толкувања и за најчесто импровизации во толкувањето според одредени преферирање на одредени кадри или одредени универзитети, што предизвикува проблеми во високото образование кај високообразовниот кадар. Имено во законот не е точно прецизирано во членот 7, каде вели едно лице не може да биде избрано истовремено во наставно-научно, наставно-стручно, наставно и соработничко звање на повеќе од една високообразовна установа. Нашето барање за автентично толкување беше да се образложи дали станува збор за високообразовна установа во земјата или и во земјата и во странство. Зошто ни е потребно ова? Бидејќи ние имаме истакнати научници, истакнати професори кои што предаваат на високообразовни установи во странство, надвор од Република Македонија, кои што се соочуваат со еден проблем, доколку сакаат да дојдат во Република Македонија и да предаваат на некој од нашите универзитети, се бара од нив да бидат повторно бирани во звање. И сега ова е малце меч со двеоштрици, бидејќи така истовремено ние може да имаме и случај кога некој избран кадар веќе во високообразовна институција во странство, кој што, например, е со далеку по-низок рейтинг од нашите универзитети, иако тоа во моментов не знам дали е возможно, бидејќи сме навистина многу паднати во однос на квалитетот на високото образование, ние немаме начин како да го провериме квалитетот на тој образовен кадар. Според даденото толкување, односно мислење од владата на Република Македонија, на кое што е интересно, меѓутоа потпишан е господинот Артан Груби, навистина очекувавме да биде потпишана госпоѓа Мила Царовска, која во тоа време, значи мислењето е пратено на 4 август 2021 година. Мила Царовска тогаш беше министер за високо образование и наука. Да, има право, јас не велам дека нема право господинот Артан Груби да даде мислење, но очекував дека ќе даде мислење госпоѓа Мила Царовска, бидејќи она беше министер во тоа време. Малку е несоодветно мислењето, бидејќи овде се повикува на член 160 став 4, каде што се вели странски државјанин. Сега, почитувани, странски државјанин е едно, а избран на странски универзитет е друго. Значи може да биде македонски државјанин со две државјанства, кој што може да биде избран на друг странски универзитет. Нема многу да должам, бидејќи очигледно е дека нашиот закон за високо образование во моментов не е како што треба, односно остава простор за различни толкувања и дека треба да се доуреди, бидејќи со тие измени во 2018 година се остава простор да се толкува произволно како му одговара на ректорот, на деканот, на нашите универзитети и високообразовни институции, односно на факултетите, па и институтите. Од таа причина ние не сме задоволни од ова мислење и сметаме дека не е соодветно одговорено, бидејќи повторно останува нејаснотијата дали едно лице може да биде избрано истовремено на две високообразовни институции кога збориме за во државата и во странство. Значи, нашето прашање беше тоа. Бидејќи имаме случаи, јас доаѓам од високото образование и сум се сретнала со такви случаи, каде професори од навистина истакнати светски универзитети, кога сакаат да дојдат во Македонија и да предаваат овде, а се македонски државјани, најдуваат на проблем дека ги враќаат на избор повторно на првото звање, а тоа е доцентско звање. Сега замислете да ви дојде некој професор од Јейл или од Харвард или од Кембридж, каде што веќе стигнал па и до емеритус звање, вие да го враќате овде на доцентско звање повторно. Да,
Објасната е постапката за избор, јасна не е на сите постапката за избор, но сепак ова треба да се доуреди. Дали со посебен член, дали да се ревидира тој член 7, тој став 7 од членот 174 од Законот за високото образование, не знам, треба да се разгледа тоа, но во секој случај ова толкување кое што е испратено и каде што се вели дека нема потреба, што тоа е заклучокот дека се предлага на собранието да не дава автентично толкување, сметаме дека не е во ред, бидејќи очигледно е дека проблем постои и автентично толкување е потребно или во најмала рака измена на Законот за високото образование, каде што имаме доста проблеми. Јас апелирам за тоа, бидејќи ние сме свесни дека секоја година универзитетот, еве ако ни е мерило Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што е најстар универзитет во Република Македонија, секоја година паѓа на нивото на светската ранг листа за квалитет на високо образование на светско ниво, на глобално ниво. Со тој несреќен закон во 2018 година се донесени дополнителни измени кои што воопшто не ги мотивираат и не ги стимулираат професорите да одат напред. Јас ќе ви кажам само еден член каде што на пример откако ќе се реизбере професор, односно ќе се избере во редовен професор, дека понатаму нема потреба за избор, што значи дека ние имаме сега релативно млади луѓе од 40 и неколку години кои што веќе стигнуваат до тоа звање на редовен професор и значи тие луѓе од 45 да земеме од прилика 45 години натаму до своето пензионирање не треба, односно не се должни да работат ништо, да си останат само редовни професори. Тоа е демотивирање на професорите. Се направија измени исто така и во однос на издавање на списанија во престижни научни на научни трудови во престижни научни списанија, каде и таму се намали критериумот, се намали квалитетот и ние, почитувани колеги, со ваков начин на намалување на критериумите во високото образование, очигледно само одиме се подале и подале на светската ранг листа. Јас апелирам како човек од високото образование дека ова треба да се промени, односно треба да се среди законот и ова мислење кое што е дадено по нашето барање за автентично толкување, навистина не образложува ништо, не разјаснува ништо, туку само го остава оној голем прашалник со кој што ние секојдневно се соочуваме во високото образование. Повторно нагласувам, странски државјанин не значи и странски универзитет, односно избор на странски универзитет. Станува збор за две сосема различни работи. Ви благодарам.